Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler! Здраво, драги ученици и ученички! Се надевам дека сте добро, а моето задоволство е денеска на ваков начин да ви се обратам, макар и само со звук. Како што можете да забележите, на денешниот час ќе се занимаваме со вежби за определениот член во германскиот јазик. Па ајде да започнеме. Пред да започнеме со вежбите, сакам да се осврнеме на овие важни забелешки во продолжение. Првата важна забелешка гласи: овие вежби служат исклучително за повторување на претходно стекнато знаење. Што сака да каже оваа забелешка? Дека овие вежби не се оценуваат, туку се само за да проверите докаде сте со определениот член во германскиот јазик. Втората важна забелешка гласи дека не сте обврзани да ми ги испраќате решенијата, впрочем само да бидете сами сигурни дека сте го разбрале определениот член во германскиот јазик. И третата важна забелешка е дека ако имате прашања поврзани со определениот член во германскиот јазик, ќе ве замолам да ми се обратите и да ме контактирате на мојот мејл, кој што дополнително е објавен на веб страната на нашето училиште. Пред да преминеме на вежбите, сакам да се подсетиме која беше функцијата на определениот, а која е функцијата на неопределениот член во германскиот јазик. Неопределениот член го употребуваме кога за прв пат споменуваме една именка во реченица, додека пак определениот член во германскиот јазик го препознаваме преку учленувањето на именките во македонскиот јазик. Да се подсетиме дека неопределен член имаше за машки, женски и среден род, додека за множина не постоеше неопределен член. Зошто? Затоа што неопределениот член во германскиот јазик се однесува на еден предмет, односно една личност, додека пак множината ја броиме од 2 па нагоре. Кога станува збор за определениот член, постои за сите родови. Определениот член за машки род гласи деа, определениот член за женски род гласи ти, определениот член за среден род гласи das и определениот член за множина гласи ди. Исто така, важно е да напоменеме дека доколку во две реченици последователно се повторува една именка, во втората реченица тоа можеме да го направиме со замена на именката со помош на определен член. Определениот член за машки род гласи er, определениот член за женски род гласи sie, определениот член за среден род гласи es и определениот член за множина гласи sie. Конечно можеме да почнеме со вежбите. Ќе забележите дека имаме две вежби. Првата вежба се однесува на кој од понудените определени и неопределени членови одговараат во следниве дијалози. Јас ќе ви прочитам дијалозите, чисто за да се подсетиме како се читаат определени работи во германскиот јазик. Изоставувајќи ги празните места на кои што вие ќе треба да дополните. Дали треба да стои определен или неопределен член. Откако ќе го определите тоа, да го определите родот на именката, за да ви биде полесно да кажете каде ќе стои der односно ein, каде die односно eine, каде das односно ein и каде die односно ќе нема неопределен член за множина. Was ist das denn? Buch. Das siehst du doch. Ist Buch interessant? B. Wer ist das denn? Lehrerin. Ja klar, Frau Bertram. Erdkundelehrerin. C. Wo sind denn nur Turnschuhe?
Hier sind Turnschuhe. Sind das deine? Ja, danke. D. Ist das Füller oder Kuli? Kuli. Schreibt Kuli gut? Es geht. Втората вежба се однесува на личните заменки. Еа, зи и ес. Повторно ќе ги прочитам речениците, а вашата задача е на празните места да ги дополните личните заменки. Еа, зи, ес. Wie ist denn das Buch? Ist ganz gut. Wo ist denn die Landkarte? Ist nicht da. Der Malkasten ist weg. Hier ist... Doch. Schau mal, mein Mäppchen. Ist ganz neu. Sind das deine Sportsachen? Sind ja super. Das ist meine Tasche. Ist nicht toll? Како што можете да забележите, на следните неколку слайдови се наоѓаат решенијата од претходните вежби. Ќе ве замолам решенијата да не ги погледнете пред да ги решите вежбите. Само така ќе бидете сигурни дека точно сте ги решиле претходните вежби и соодветно сте го разбрале определениот член во германскиот јазик. Решенијата од првата вежба гласат ein, das. B. Eine, die. C. Nema, die. D. Ein, der. Решенијата од втората вежба гласат А, С, Б, З, С, Е, Д, С, Е, З, Е, З. Драги ученици, ви благодарам на вниманието. Се надевам дека нашата соработка ќе остане добра и во периодот кој што следува. Најважното се, чувајте се и ве очекувам повторно да ве видам во најскоро можно време. Чус!